Добар ден, драги мои, добро дојдовте на исто место и време е ваша омилена фреквенција Mnet. Како и секоја пополна и ова се дружиме заедно со вас. Јас се надам дека веќе го привлекувам вашето внимание со кафе или по ваш избор може и чај. Веќе доаѓаат и ладните денови, па така да, како што кажавме пред се, треба да внимаваме и на нашето здравје. Денес ние успеавме да позборуваме со наша боксерска легенда, станува збор за Вели Мумин. Што прави тој? Со што се занимава сега, делови од неговиот приватен живот, но дали сте знаеле и дека боксерската вреќа може да ви помогне да го истурите вашиот стрес и без се распира. Но затоа повеќе совети околу исто така и исхраната која што езидните боксери може да дознаат многу повеќе информации и совети од нашата боксерска легенда Вели Мумин, кој што ми беше огромно задоволство што можев да поразговарам токму со него. Па затоа да го проследиме разговорот. Ти благодарам многу за поканата на лайв, на Skype и ја поздравувам твојата емисија и сите таму што се позади малите екрани. Ти благодарам. Вели, кажи ми, зошто баш бокс, зошто се одлучи токму за оваа професија? Претходно тренирав малце карате, ама не се најдов таму, па после тренирав малце фудбал, исто не се најдов таму, па потоа еден другар ме однесе во бокски клуб Скопје и каде што веќе 25 години кариерата ја поминав во тој клуб и многу успеси направив и за себе, и за Република Македонија, и за клубот. Така, зборуваат твоите дела. Како што кажав, ти си нашата гордост, од која навистина може многу да се научи во врска со оваа професија. Кажи ми, во врска со подготовките на боксерите, дали постои некој друг режим, дали има нешто различно? Многу е различно од рекреативен спорт и професионален спорт. Каде што професионалниот спорт бара многу тренинзи, бара многу откажување од све друго, само тренинг и тренинг. Рекреативниот спорт 3 пати на ден се тренира, за разлика од професионалниот спорт каде 3 пати само во ден се тренира. Во рекреативниот 3 пати неделно се тренира. Така да многу повеќе посвета бара за како се вика за професионалниот спорт него во рекреативниот. Добро. Ти сега самиот кажа дека треба да се откажеш од некои работи. Од кои работи се откажа ти? Највеќе се откажив од детството, каде што на секој дете му треба детство, да игра со другарите, да живее со другарите, од моите перформанси кои што ги имам ја, примерно од сликање, апстрактна уметност, од тоа си имам откажано, си имам од поготово од сите тие пороци, дроги, моги такви работи, значи све тоа се иде како во една целина како спортист, што треба да значи еден спортист и како треба да изгледа и како треба да се понаша еден спортист. Така, но сепак не се кажеш за сето тоа од кое што требало да се откажеш. Никогаш, кога би бил пак да се вратам во времето, пак би бил боксер. Повторно ова. Многу успеси зад себе, многу медали, многу освоени места. Кажи ми, какво е чувството да го живееш својот сон? Дали некогаш си размислувал дека ќе стигнеш на врвот? Вака, како прво јас сега само таа негативна енергија што беше во мене како дете, да ја исфрлам и да воведам позитивна енергија и така да почнав. Добро што имав добар ментор, добар тренер, Руждија Калач, кој што многу ми помогна и во самото градење како карактерно и како човек. Така да многу ми помогна мојот тренер, така да сум многу му заблагодарен за све што направил до сега и за успесите што заедно ги постигнавме. Така. Ние не можеме да пиеме кафе во студио, но вака сега може да пиеме кафе пауза. На здраве кафе. Вели, кажи ми, во врска со исхраната, каков е режимот?
Како што кај нас, кажете и самиот, нели, повеќе тренинзи треба да има. да, кај нас, значи, поготово јас со мојата категорија, не смеам многу да јадам, не смеам многу да пијам, се збори за Како сокови. издржуваш? Таков е спортот. Уште од мали ноги те учи да гладуваш, уште од мали ноги те учи карактерно да го затврстиш, затоа што не е само борбата со противникот, туку борбата и со самиот себе, таа е најтешка. Да 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 издржиш, да не пиеш вода, да бидеш изолиран едноставно како карантине, кога се Така. спремаме готово за едно европско првенство или светско првенство. Тие тренинзи се многу тешки. Кој Напорни. бил боксер, кој го поминал тоа, он го знае тоа, така да. Така. Многу е тешко да се стигне до врвот. Никогаш не сум мислел дека, знам дека сум бил талентиран како и сите, но не сум мислел дека ќе постигнам до толку, ама сепак мислам дека единствениот сон што ми беше е учество на Олимписките игри, каде што 2 пати бев оштетен на Олимпијадата за Сиднеј и Олимпијадата за во Грција, така да тоа ми е единствениот неостварен сон, иначе медали од европско, светско, од балкански имам, така да фала на Така. Господ. Еве малку се присетивме и на тие спомени вака кога ќе го вратиш времето наназад или кога ќе седнеш да размислиш, која ти е најдрага награда до сега или некој спомен кој што ќе ти остане врежан во срцето? Па вака сега, најдраги спомени ќе ми примерно најдраги медали, тие се европските медали, 2 бронзи медали од европското првенство во Бугарија и европското првенство во Ливерпул, каде што бев трети, можев и повеќе, но тогаш немањето финанска помош, немањето адекватни услови за еден врвен спортист и добре и до толку што стигнавме, така да. Така. После тоа доаѓаат и други големи признанија, како што од председателот на Република Северна Македонија, тогаш ми врачи орден за заслуги како еден од 4 амбасадори на Република Македонија. Така. Која беше твоја најголема поддршка? Кој најмногу те поддржуваше? Па ќе кажам, немам единствена поддршка што сум имал е од моите родители и од тренерот, кој што секогаш ме буткал напред и напред. Многу пати сум сакал да се откажам од овој спорт, затоа што верувате, многу тежок овој спорт, многу бара посветеност, многу бара дисциплина, и многу пати и кога ќе освоиш големи награди, за фидбек немаш скоро ништо. Многу малку, за разлика сега е веќе Агенција за млади спорт дава и ги финансира доволно спортистите. Така. Значи веќе Тоа време не беше така, требаше ние сами да си наоѓаме спонзори, па чукај од врата на врата и тоа е тешко, тоа беше многу тешко, многу понижувачки во одредени моменти и многу пати сум се прашувал ја, па зошто би уопшто тренирал и да усвојувам за Република Македонија кога немаш ништо како фидбек. И така да, тука тренерот добар педагог, вика се во свое време ќе си дојде тоа што е твое ќе си дојде и стварно дојде после некое време дојде и така да. Така. Што мислиш за спортот кај нас? Па види, кај нас во целиот спорт во суштина ние овде многу што ги гледам кои што тренираат професионално, според мене тренираат рекреативен спорт, затоа што јас сум бил во 4 светски кампа во Русија, во Франција, во Германија, во Италија, како се вика во Кина, каде што видов што значи како се вика вистински тренинзи, што значи вистински некој да се грижи за тебе и Вистинска борба. Да, и како би ти бил подобар и подобар секој ден. Сме имале различни спаринг партнери, различни тренинзи, секој тренинг не треба да биде ист.
од другиот тренинг, така да овде сепак сега еве сем фудбалот и ракометот каде што се фрлаат многу пари, а имаме многу малце успеси, така да кога би толку пари би се фрлиле во поединечни спортови како што е боксот и борењето, од секогаш носеле олимписки медали, светски и европски. Мислам дека многу поише би успеале. Сега ја веќе сум тренер, не сум веќе активен, ама ете и за други спортисти многу поише би успеале. Да, дали младите знаат да го негуваат спортот? Па да, сега гледаме изградени се добри патеки за трчање поред кеј, гледам сите сакаат нешто да вежбаат, сите сега многу е полесно, затоа што сега можеш и на Google, на YouTube да најдеш тренинзи ова и сам да си тренираш, но сепак ако сакаш да имаш резултат, треба некој стручно мислење. Тачно, не стручен тренер. Да. Кој што ја познава таа материја. Кажи ми, спомени самиот дека си започнал од рано детство, дали имаше некој идол на кој што му се восхитуваше, од кој што добиваше на пример мотивацијата за напред и напред? Освен нели советите на тренерот. Па идоли тогаш беше многу популарен, беше како се вика Тайсон, каде што и самата моја градба и самата моја висина и начинот на кој се борам, стилот ми беше како Тайсон и така да ете он можам да кажам идол или не знам како друго да би го нарекол, дека би секогаш кога сум гледал многу мечеви од него, но како он иде, многу тренинзи негови, така да мојот стил на борба е исто како Тайсон, така да ете, а Тайсон можеби да кажам дека ми бил еден од идолите. Така. А сега замисли дека некое дете те гледа тебе како негов идол. И тоа е гордост. Секако и сега има и подмладок во боксерската федерација каде што ете може некогаш и многу повеќе да направи од мене и верувам во тоа. Сепак треба една вистинска работа и со вистински слушни лица за да имаме резултат за понатака. Иначе до сега е малку тешко, во боксот е многу тешко да се донесе медали, европски или светски или олимписки. Така да не е како други спорти многу полесно, али боксот е олимписки спорт и така да сите нивни насоки што ги дават, како би требало еден боксер да ги поседува, а да не зборам дека треба да бидеш здрав, треба да бидеш психички спремен и Значи постојат и многу други фактори кои што сепак ова е гладиаторска игра каде што се игра многу. Значи мора упорност, мора. Така. Да нема откажување, како што не си се откажал ни ти. Не. Еви сега не сум се откажал сепак. Како тренер. Мојата голема успешна кариера сакам да ја применам на младите и да вежба, и не мора да станат врни спортисти, но и да тренират, пошто боксот е многу убав спорт, многу убав спорт. Дали сега ти не достига боксот? Сите тие? Да, секако. Сега да почнав ја и да ги имав овие услови како што ги немаме пред 25 години. Како сега што ги имаат другите? Многу поише би успеале. Така. Во својата кариера имаш настапувано, нели боксувано на 250 мечи, од кои на 200 си победил. Што треба да поседува еден боксер? Рековме дека постојат нели неколку режими, рековме дека нема откажување, нели голема упорност. Друго? Прво боксерот треба да биде карактерно изграден, за да може да ги сите оние висини и падени во боксерската кариера кој што ги има треба да стане и пак да тренира и пак да се бори се додека некако достигне на она што го сака, пример сонот него, дали европски, светски и олимписки медал. Храброста е пред се тука, колку си ти храбар да можеш очи во очи да го видиш противникот и кога знаеш дека многу сум имал ситуации кога знам дека многу подобар е од мене, многу оспремен од мене, но искуството и она храброста што сум имал, сум ги победувал
тие Така. големи спортисти. И така да треба да си комплетно. За да бидеш врвен спортист, мора да си комплетен од сите аспекти. Многу треба. Така. Сега работиш како тренер, многу деца, многу различни карактери, како се справуваш со сето тоа и од кога постои боксерската академија Вели моми? Боксерската академија постои веќе 4 години, каде што од направивме повеќе групи, затоа што јас сакав и сум многу љубител на деца и сакам со деца да работам, со многу мала возраст кои многу тренери бегаат од таа возраст, 3 години, 4 години, а мене ми се најсимпатични, најубави, знаеш, на Да. таа возраст. И сепак многу јасно дека има посебни вежби за тие деца, само дидактички игри, за да бидат пофлексибилни, поажурни, да бидат подобри. Тоа на Така кое што сакаш да им го пренесеш на тие дечи? Само нека тренираат, ништо повеќе и да се што може да се хранат здраво, а најздравата Да, храна сепак тоа е важно. најевтината е најздравата храна. Но сепак Така. баш сакам и Така, вели во едно интервју прочитав дека во боксерската академија постојат и вежби кои што може да вежбат мајките со нивните дечиња, бебиња. Дали постои се уште тоа, бидејќи нели прв пат има такво нешто кај нас? Ние сме први кои што ја направивме за да можат мајки со бебиња, затоа што побаравме и надвор, нема нигде такво нешто. Сега веќе гледам не копираат, каде што мојата бивша сопруга додека беше трудна, немаше, тогаш се здебели, немавме како и наоѓавме начин како она да побрза си ги врати килограмите и да се чувствува удобно во својата кожа, во своето тело. И почнаме да истражуваме, видовме само во Хрватска дека има такво нешто и почнавме ние да го. И така ни веќе траевме на 2 години, па после тоа веќе се затвори таа група, затоа што треба многу немавме соодветен тренер за таква група, така да кога би дошол пак некој таков соодветен тренер, кој што ја би го видел дека е окей и би отвориле исто таква група каде што Тоа е сепак одлично. Многу е убаво за тие мајки и со самите деца да почнат да вежбаат. Дури направивме и една група за сотрудници, има посебни вежби за трудници, каде што они би се чувствувале многу подобро, а сепак не ги оставаат нигде децата, они се со нив, децата, и многу интересно. Можеш да влезеш во боксерската академија, таму има како вежбавме со тренинзи со деца како се вежбат, со трудници како се вежбат, со бебиња како се вежбат. И супер, видиш. Да, сепак е добро и за здравјето, нели, имаш и добар изглед, нели, онако што сакаме нели ние да ги намалеме килограмите. Каков татко си ти и што е онако што сакаш да го принесеш на своите дечиња? Дали си строг татко? Па не. Или во одредени ситуации? Не, мојата бивша сопруга не е построга, јас сум со нив многу мек, дури и премек, што не треба така да биде, но сегогаш ја поддржував кога имало нешто каде што требало да се покаже авторитет према дете, јас сум ја поддржувал, но сега се трудам да видам добар татко, не можам да кажам дека сум идеален татко, ама се трудам колку што можам да видам што повише со моите деца, што повише да сме во парк, да играме, да возиме точаци, да се дружиме, да сепак карактерот поготово со машки деца, со таткото највеќе го изградуваат, сепак тука и мајката е тој дел каде што онај нормалниот мајчинската грижа кој што е тој им фали исто и на децата, но се трудам што можам да видам повеќе со нив, што можам да и почнавме сега и да се отворат базентите на пливање, двајцата Максимилијан и Кристофер да ги запишеме,
па после тоа ќе видиме што сакаат они, што ќе одредат они, што им срце сакаат, така можеме да. Така, вие ќе бидете на голема поддршка, се разбира. Еве така, се надевам дека успеавте да дознаете некои корисни информации во врска со буксот, а и се разбира, вели момент ќе остане нашата гордост. Во следната тема ќе позборуваме со артистот Игор Дамјанов, кој што подолго време живее и работи во Бугарија, колку неговиот живот се промени, колку му не недостига неговото семејство и се разбира неговите блиски пријатели, дознаваме од следниот прилог. Здраво, многу ми е мило, многу се радувам затоа што сум со вас оваа вечер. За мене е чест така да бидам дел од вашата нова телевизија, онлайн телевизија, да. Ти благодарам и тебе што ја прифати веднаш поканата. Се надам дека овие неколку минути убаво баш ќе поминеме. Игор, ти си моментално во Бугарија. За оние кои што не знаат, кажи ни како ти однесе патот таму? Многу е 2003 година беше тоа. Тоа беше многу интересно, модерно и беше поразлично да се учи и поевтино да се учи во Бугарија и точно по некаква, не знам, тоа е судбина целата работа. И така пато ме донесе тука да учам глума, знаејќи дека да идам у Скопје и да учам глума, таа малку потешко, заради тоа што моето семејство знаеме многу добро дека у академијата се примат малку така луѓе кои што имат повеќе врски, се со врски кај нас. Јас си речек нема што да се пробам, ќе идам да учам во Бугарија глума и така се случи тоа. И веќе 17 години скоро сум у Бугарија. Тоа е навистина долг период. Кажи ми, со кои предизвици се соочи таму? Тоа се ново, тоа е долг пат. Јас сум веќе 36 години сега на 14 мај. Тоа се ново 17 години во Бугарија е многу огромен период. Јас бев сведок на многу случувања. Бугарија е у Европска унија, конфликти најразлични што се случија и у Македонија и така натаму. Не те чув? Ти си поминал ни се. Да, јас сум роден у бивша Југославија. И така, од бивша Југославија, Социјалистичка република Македонија, Република Македонија, Фиром, сега и Северна, кој знае кај ќе умрам, не се знае. Имаше многу предизвици за да стигнем. Плюс тоа, колку и да е близок јазикот, има јазична бариера и колку по-близок е јазикот, толку по-тешко се учи. И сега може да кажам дека имам доста добар бугарски јазик. И може да кажам, жалам, али се разликуваат јазиците многу. Така да? Тоа го знаеме. Човек што го знае еден и другиот јазик може да каже. Сега зборам малку на дијалект винички со тебе, затоа што за мене е и полесно, отколку сега да зборам литература или да се правам на нешто што ја не сум. Јас изборам на винички, за мене не од некој шовинизам, патриотизам, а од тоа затоа што се чувствувам дека подобро. Така, Игор, ја спомнавме нели Виница, твојот роден крај, кажи ми дали ти недостига и кои спомени ги чуваш во себе? Се разбира дека ми недостига. Саваме сите виничани. Недостасуват ми детските години, недостасува ми семејството на прво место. Недостасуват ми деновите, недостасуват ми јас живеам на високо и кој ќе погледнам цела Виница и кој ќе видам сите оджаци да зимно време да чурат. Тоа е, што да ви кажам, може да изгледа смешно за некој, но јас тука не можам да видам оджак да чуре. Куќа без оджак не е куќа, кај нас така се викаше, да. Недостасуват ми пријателите, недостасува ми шкембе, недостасува ми телешка чорба, ракиќ. Да, недостасуват ми
особено луѓето и целиот тај позитивизам што го имаше порано. Сега Да. има луѓе, но се помалку се помалку позитивизам, со се помалку перспектива, и тоа е тоа што ми недостасува. Да. Виница е мало градче, но сепак преубаво. Има што Страшно, да се види во Виница. страшно. Природата ми недостасува. Недостасуваат ми градските Парковите зезалици. каде се Тоа да, но на мене ми недостасуваат целиот тај фолклор што го има градот. Луѓето што се у градот. Тоа е, како да ви кажам, тоа е нешто кој јас сега кога си идам дома сакам да идам да го видам Мегдано, да видам кај Гоце Берберо да идам. Таму ќе се соберат неколку човека, кај Чоко да идам пред кооперација, некој од локалите, знаеш. муабе, така е. Да, има го тај чарм у целата таа работа, да се биде на Мегдано, да се чујат муабетите, некоја зезалица, некој да се закачеш некаде, јако е. Тоа ми недостасува. Нешто ново. А колку време не си доаѓал во Виница? Сега заради коронавирусот многу веќе не помнам колку време и последно кога беше, толку долго време. Но добро што има сега такви технологии за да може да се гледаме често со блиските. И Да, доста време. Игор, кажи ми дали е тешко да бидеш македонец во Бугарија? Да, тешко е. На една средба дури со амбасадорот на Македонија Маријан Ѓорчев, у разговори имаше, викаат, ново е полесно е да бидеш македонец у Германија, да бидеш македонец у Македонија, у било која држава, но е најтешко да бидеш македонец у Бугарија. И го се согласувам дека е тешко. Тешко е, особено за мене не е тешко, затоа што јас сум прифатен. Од обичните луѓе тука не е толку голем проблем и тоа е супер јако. Оти луѓето не сметат, они са ги надминали сите тие проблеми. Но сите тие политички префрлувања од една и од друга страна малку ми тежат на мене. Лично, тоа што јас сум космополит и пошироко скроена личност и за мене нема граници. Тоа е вештачки создадени граници. И понекогаш е тешко да бидеш македонец, понекогаш не толку тешко. Зависи од која страна застануваш и колку емоција треба да укараш у некој спор. А јас знаеш што, последно време си мислам едно нешто. Што ќе добием јас ако спорам, што ќе добие онако го добие и тај спор. Ништо не добиваме. Ништо не добиваме. И заради тоа, но јас сум македонец, тоа е факт, држам на тоа и така и го ценам секој човек каков е и сакам и мене да ме ценат така и да ме остават моето лично право на избор да биде мое лично право на избор и никој да не се меша у тоа. Да, ти си ја носиш во себе Македонија. И тоа ни е традиција која налага нашава држава. Да, тоа иде од семејството, знаеш, и многу од традициите дури не се окей, но тоа е, ти така си воспитан со таа култура, со таа музика, со тоа тавче, гравче, и тоа е. Да, така. И што треба да бегаме од тоа, али нема да бегаме, разбира се, ќе си останеме како што сме си. И да, може но не да сме закоравени оноа у вечноста и да сме забравени, да речеме, некаде у античноста, дека живееме со некои големи идеали. Не, ние треба да ги знаеме и почитуваме нашите корени, но и да гледаме напред. Да гледаме да се сближуваме едни со други, а не да се разделикуваме. Тоа е важно. Игор, кажи ми дали некојаш за пријателите знаеш да готвиш некое македонско јадење? Не. Ајде, биде искрен. Не, искрен сум. Мојата работа е сврзана со многу патување. Последните 10-12 години јас сум патувал може и повеќе од 500.000 километри, кое ако го видиш е по 50.000 километри речеме на година. И тоа е малку како камионџија без камион. И знаеш што јадат камионџиите? Што најдат? Да, можам да препоставам. Ние малку подобро живееме затоа што ние сме по ресторанти, и затоа не. Но пак имам друга јас тактика. Зимам ги со мене у колата, идеме у Виница, тамо и кажам што е рај. Да.
Браво со тебе. Тоа е, да, Еве, со мене. да. Викам, нема како ви, ама ние сме били у Македонија. Викам, не сте били ви у Македонија, Ја што не ме се знаете како е. да. Не знаете што да си порачате, не знаете кај да идете да си. И така да, тоа е мојата тактика кон моите пријатели и храната Ти благодарам што ја откри сега. Игор, кажи ми, ти си нели слободен артист, работиш и живееш нели во Бугарија како што и кажавме, Да. моментално работиш како репортер и водител во националната бугарска телевизија. Ајде Да. кажи ни нешто малку за тоа. Сега, Сашко Насев е мој пријател, така ќе почнам. Е директор на Македонски културен центар. И се запознаваме со него пред да станеме пријатели. Сашко Насев е страшна личност. Космополит, огромна личност. Не знам, Македонија има стварно потреба од такви луѓе како Сашко Насев. И Сашко Насев е на правилното место да ја промотира македонската култура у Бугарија. И со него си правихме моменти и он се запознава со мене. И вика, како се проблемите тука, како се прифаќаме и така натаму. Јас му викам, знаеш, у Македонија не знаат за нас. За глумците, за артистите, за пеачите, за сите уметници во секој еден аспект што работат у Бугарија. Ако бекме у Србија, ќе бекме бок и батине. Ма најголемите ќе бекме, разбираш ли? Ама у Бугарија оти све не бива, нас ништо не бива. И така јас никош не сум имал ни за цел да се промотирам по некаква работа. Ја мојата работа секој пат сум си ја гледал како поштаро што си ја гледа неговата работа, како што лекаро си ја гледа неговата работа, како човекот што чисте ѓубре си ја гледа неговата работа. Тоа е неговата работа и треба да биде завршена добро. И јас така пато ме донесе до Бугарската национална телевизија. Така. И сега сум репортер и ко-водител на емисијата 100% будни. Пред тоа работев за Господари на ефира или Господари на етерот, која беше една од најгледаните емисии и пак во улога на репортер, со социјални проблеми и така натаму. Додека сега малку по мојата сфера, културни работи што се занимаваат не толку журналисти, како што викаат журналистичка работа, тоест новинарска работа, а повеќе ентертејмент работа е. И сега работам за Бугарската национална телевизија како слободен новинар и секоја сабајле од 10:15 до 11:15 нашата емисија и јас редовно си имам мои или рубрики или појавувања. Емисијата дали оди во живо или? Во живо, да. Во живо голем дел од значи имаме двајца водители, Марија и Стефан, но кога некој од нив фали, тога иде Игор како водител заедно со уште еден глумец, мој пријател Даниел Пеев и уште еден колега. И така тројцата правиме трио, Павката, ја и Даниел, правиме трио, кои сме ко-водители на главните водители. Аз сум бил и водител пак, нели, и бев водител исто и во Бугарската национална телевизија. На еден месец работив како водител на националното лото за Бугарија. Сега у Македонија кој го води лотото? Некаква девојка го води. Да, Маријан. Да, јас сум машката Маријана у Бугарија бе. Машката Маријана. Да, со брада, малку не за лотото, ама да ти кажам, не повеќе, тука се окей, така беа отворени за тоа. Продуцентите им ме земаа да го направиме и еден месец бев така да раздавах пари, што се вика на луѓето. Ти носел среќа на другите, Игор. Да. Најнакрај. Игор, кажи ми, знам дека за време на снимањето може, например, некоја случка да се случи или некоја смеја. Ајде открини нешто ти. Јас секој пат... Како ти се снаѓаш во тоа ако направиш, например, некоја грешка? Значи, јас сум како актер, како глумец, за нас грешките уствари ни помагат да може да ги направиме нашите ликови подобри. Да, за да ги направиме подобри. И ако ти се стресираш од грешката, пропаѓаш, затоа што мислиш на грешката. А грешката уствари ти е помош за да можеш да излезеш од ситуација. Секогаш јас сум искрен, секогаш сум бил искрен. Па тогаш дај ми совет на мене, например, некош кога ќе направам грешка, што треба да направам? Биди искрена. Кажи зашо си ја направила таа грешка. Кај, нешто се загледах, забравих.
идеята ми е, секој пат сум бил искрен, знаеш, и јас, кога сум искрен, и нема како да ги излажеш луѓето. И тоа не треба да ги лажеш, затоа што тоа се случува, на живо е. Некој пат да збркаш. Јас у лотото ми се случуваше. Кажам нешто кое не е точно така и ми викат од слушалката. Друго е, кажи друго. Ега, на живо сме, дами господа, тоа е. Даваме тука пари, давајте кеф. И тоа е, секој пат со насмеха, со позитивизам, не треба да се враќаш и да мислиш за грешката како грешка. Тоа ти е нешто што... Да, мислам дека така повеќе ќе се изгубиш. Да, и да знаеш дека никогаш нема да се загубиш ако ти устари си искрена. Секој пат биди искрена. Ти благодарам за совет. Сега ќе може ли да одиме со една песна, така да не? Може, да. Значи, вие сега штип тука. Не можеш тип без Макфест. Не може. Може. И Макфест не може без штип. Сака Скопје да го местат, нема да го местат. Штип тука. Ќе направат автопат ако треба, но нема да Макфест да иде у Скопје. Сега ќе го направиме една од моите умилени песни. Добра. Мики Јовановски Џафер. Јас бев още ученик у гимназијата и еден акорд ми бега и го поканија Мики Јовановски Џафер у Виница на площад. И јас со гитарата видех, викам, Мики, кажи кој е таа акорд, мајке ми. Не можам да гледам. И ми покажа акорда. Тоа е точно почетокот на песната и многу сум среќен и ми подари трзалица. И јас се загубих уште првиот ден. Мики Јовановски, ако некаде гледаш, сакам да знаеш дека на дете си му подарил трзалица и он ја загубил. Не, жал му е, јас ја загубих, жал ми е до крај, до денеска ми е жал, разбираш ли? Но пак ја научих песната. Колку толку? Игор, знаеш, јас нема да пеам сега со тебе, пошто да не се намнинам, знаеш, ќе оставам на тебе. Добро, ајде сега. Играм вака. Јас сум гувец, не сум пеач, само тоа да го кажам, не сум и гитарист. Пеам добро, се подобар од мојот за тоа. Јас пеам и свирам колку за да не изедам кјотек некаде. И тоа е. Ајде сега. Ајде. Мики Јовановски Џафер. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крилја на губи, срце ми создава бол. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи, дали може да ја задржи. Ја имам само ноќва да бидам ја со неја и не знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште 3 светови, ако замине ке изгаснам. Ја имам само ноќва да бидам ја со неја и не знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште 3 светови, ако замине ке изгаснам. Скипи Макфест! Мики Јовановски Џафер, ново ми е мило. Браво. Како дете ново ја саках таа песна. И сега за вас ексклузивно. Ти благодарам. Музиката е онако што може да не отргне од оние негативни мисли, кои што навистина некојаш во некој момент не е потребна. Кажи ми ти како се справуваш со разочарувањето во животот? Знаме дека не може да не биде се лесно, што да прави? Влегуваме една многу тешка тема. Како да ти кажам? Гледај, животот е ups and downs. Животот е нагоре и надолу. И тука читам 2 книги. Едната се вика Штастието на ношното шкафче или Среќата на ношното шкафче. А другата е
на бугарски е тънкото изкуство да не ти пука. Тоест, изкуство е уметност. Тоест, уметността да не ти дреме, все едно, да не те грижи. И от тия две книги наоѓам много работи, кои са одговори, уствари, за работите како јас се справувам со ситуациите. Тоа кај мене дојдело, може би, од целиот животен експириенс. Јас загубих мајка ми ја загубих кога на некаде околу 9 години. И тоа нешто ми е дадело како едно големо разочарување, а друго ми е дадело пак и друга мотивација да може да мајка ми, ако е некаде и може да ме гледа, да може да се гордее со мене. И тоа е основниот мотив, а разочарувањата ќе ги има, знаеш. И кога човек му се случи толку големо разочарување во живото, сите други помали ги гледа како нешто незначајно и нешто што ќе мине. Да, имал сам многу разочарувања и од блиски, пријатели, дури од роднини, у љубовта по истиот начин. Ми се случувало да имам разочарување, но секој што сум гледал да бидам од позитивната страна. Гледам на позитивната страна. И на многу луѓе е така чудно како јас успевам така. И да, имам ги сите периоди. Имам и гнев, имам и бес. И кога си носталгичен, да. Имам се што може да има еден човек. Но Ганди, само да видам, интересно ми е Ганди, денеска прочитах едно нешто од него и за да го споделам со вас, ми е важно. Така. Ето, гневот е враг. Враг на македонски, ќе се збркам сега, ако кажам, е непријател. Гневот е непријател на ненасилието, а гордоста е чудовиште, кое го голта. Да. И мирен човек како Ганди пак кажува така, истинската красота или истинската убавина се крие во чистото срце. И точно од таму гледам јас, да ми се случат тие, да бидам почист. Тоест, не го правам на сила. Сакам да ги разберам луѓето. Да, тоа е мој проблем. Јас сум разочаран. И никој не ми е крив. И не може нешто да ме разочара мене ако ја не го допуштам да бидам тотално. Така да, но јас сум емоционален човек. И како емоционален човек нормално да допуштам да бидам разочаран. Но тоа е дел од животот. И ја го примам како добра школа и напред. Само напред. Да. Игор, сакам да ти кажам дека жал ми е навистина за твојата мајка и знам дека би била горда на тебе во тоа каква личност си станал, бидејќи навистина може многу да учиме од тебе, пред се за позитивната страна на животот. Ти си човек кој што навистина мисли нели позитивно, го правиш онако што ти го сакаш, без разлика што другите би кажале за тебе. Како со годините ти го изгради тој став? Гледај, кога си помлад, јас веќе не сум млад. Така изгледам, немам бели влакна, ама ја не сум веќе млад. Кога си помлад, си како ти кажам, може би полиберален за некои работи. Може би кога си многу помлад, пак и си поддржиш на твоите ставови. И си побуен у тие ставови, и заштитувајќи ги ставовите. Додека кога ќе пораснеш, повеќе треба човек да работи врз неговата човечност, врз неговиот став, врз тоа да почитува како другите, така и себе си.
да биде дипломатичен. И аз у сите тие години, за да съм стекнал и почит, и кога имаш таква почит от другите, можеш да имаш и став. Можеш да дойдеш и тогава ќе дойде твоето време. Но за да можеш да имаш став, трябва да имаш и мудрост. За да имаш мудрост, трябва да имаш преживувања, кои на тебе трябва да се случат. И се още не може да съм сигурен и да кажам, да, аз имам став и ги за се и сваща. И правам тоа што го сакам, да, и грешам. И съм прав. И тоа е човешко. И по тај начин, но съм наясно кај се наоѓам јас од целата таа работа. Тоа ми е многу важно. И ако некогаш од дистанца на времето разберам дека не сам бил прав, не ме е срам да дојдам и да кажам дека не сам прав. Да се извиниш. Да, и ќе го направам со најчовешко чувство и најдълбоко чувство ќе го направам тоа нешто. И тоа е формулата според мене. Да, дали мислиш дека денес искреноста се цени? Не. Гледај, но тоа не треба да биде пречка ние да бидеме искрени. Да. Многу луѓе не разбират дека, особено ако ти имаш добра мисла, добра намера, ти нема како да си лош, да мислиш лошо на човекот. И со твојата забелешка кон нешто, ти нема да му пречиш по никаков начин. Ти можеш само да му помогнеш тој да израсне, да стане подобар, да стане почовек. И ние, таа градивна критика, таа искреност, но не треба да има завист. Може би зависта е проблем за искреноста. Тоа што луѓето почнуваат да свикнаа за тоа дека има многу завист и за тоа и смета тоа да некој да биде искрен. И е подобро да ме излажеш отколку да кажеш некој истина. Не, вистината боли, да, но тоа е но тоа е правилниот пат. Ако ти се засегнеш од некои зборови, значи точно тоа е постигнато. И значи тие зборови ти си мислиш врз нив. А ако не се засегнеш, ти си интелигентен човек, може да си помислиш, да, пак може да е прав, може да не е прав. Но никогаш не треба да се лутеш ако некој е искрен кон тебе. Така да, кон сите вас, ако гледате сега моментот, бидете искрени. Тоа е најлесно, најдобро. Пред емисија ти ми вети на мене дека ќе испееш некоја песна од Тоше. Така да не ме лажеш. Сега биди искрен. Нема, ето, гледај. Одма, само тука ми е трезавицата. Супер. Тоше, Тоше. Пораснахме со Тоше, човек. Да. Тоше ни фали се уште. Но има страшна музика. И гледаш, има луѓе кои што живеат 26 години и имали се живот како за 3 живота. И има некои луѓе што живеат 90, 100 години и животот за ништо не ги убива. Така да, важно е што да останеме за себе. А то ще остави многу. Да. Поново си ночас мила, лагала да ни си била с ним, ја то сетим. Поново су усне твоје, дахта леко да се погледа, ти не опростим. Зашто ти е то? Требало зар ниси могла ти признати? Још што ти усне уморне и се што кажеш знам да ни е. Још што ти супет сипеле, напоју знам да кишали е. Још што ти врели образи, укус јај не пролази. Још ти на лицу пише чија си, само моја не си. Још што ти усне уморне и се што кажеш знам да ни е. Још што ти супет сипеле, напоју знам да кишали е. Још што ти врели образи, укус јај не пролази. Још ти на лицу пише чија си, чија си. На
кого радости му носиш. И другата на Славе Димитров. А кој пее зло не мисли, станува збор за нашиот познат пејач Ален Хасановиќ, зборуваме за неговите идни планови и дали ние знаеме да негуваме нашата македонска музика. Да слушнеме во приложение. Чест и задоволство ми е да бидам во вашата емисија. И ете, спремен сум да разговараме, да дебатираме за што сакате буквално. Јас ти благодарам за прифатената покана и се надам, нели, и секако ќе го задржиме вниманието заедно со тебе. Кажи ми, Ален, како ги помина деновите во изолација? Дали некојаш превладуваше во тебе некаков страв, паника? Па искрено, знаете како, јас и пред тој вирус буквално бев заклучен дома затоа што цело време работам, правам нови песни, планирам буквално цела година или 2 години унапред што ќе излезе, како ќе излезе, многу работам така да ништо не ми падна чудно и можеби уште подобро ми дојде, уште повеќе да работам, така да меѓутоа се надевам дека ситуацијата ќе се смири после колку 3 месеци, не знам колку беа точно и еве денеска ви кажува дека било многу алармантно, така да се надевам дека ќе се смири тоа. Да, се надевам дека сето ова ќе помине и ние ќе излеземе победници од сета оваа борба. Ален, ајде за миг да се вратиме на твоето детство. Кажи ни какво дете беше ти? Јас бев многу многу чудно дете. Па бев многу немирен, знаете како, многу темпераментен, ако можам така да кажам. Моите секогаш буквално имаа проблеми со мене кога бев помал и меѓутоа баш мајка ми скоро правиме некој муабет по дома и вика се чудам, вика како кога се што повеќе растеше, вика дојде, вика многу помирен, вика меѓутоа се гледа, вика на твоите настапи, вика дека тоа лудило, вика од детството ти остана. Поминало. Да, не, знаете како карактер сум многу мирен и окей човек. Меѓутоа уште го носам во себе тоа дете, меѓутоа тоа го прикажувам кога одам негде на своите настапи. Така. Тоа мое лудило, мое играње, тие што биле на мој настап сите знаат како се понашав јас на настап, така да си го сакам едноставно тоа кај себе. Затоа што мислам дека тоа не е мана, туку е врлина, ете да кажам. Затоа што во денешно време треба човек тоа да го поседува за да биде, ете да кажам, на некој начин звезда. Да, така. Ален, ти си еден скромен човек и пред се искрен. Што мислиш, дали искреноста денес се цени? Па знаете како, мислам дека не се цени толку. Живееме во чуден свет. Баш сега, како што ви кажав, давав интервју за босанска телевизија, за ОВН, слично прашање ми поставија. Живееме во некој чуден свет, свет на технологија, свет на Инстаграм и на Фејсбук, каде што сите се богати и убави. На Инстаграм нема нормален човек, сите сме богати и убави, тоа не треба да е така буквално. Не сум тип и човек кој што гледа само на материјални работи. Мислам дека тоа не треба да оди кон тој правец. Меѓутоа се надевам дека буквално овој невидлив непријател ќе не сплоти малку да бидеме по-добри и да бидеме по-окей. Да се сетиме на некои работи кои што се важни. Па да не ни биде тоа материјалното секогаш во прв план. Да, така си е. Ние се договаравме околу прашањата, па затоа не сакавме да ти ги кажеме. Сега истите прашања ќе одговараш. Да. Ален, велиме дека средношколските денови секогаш се паметат. Ајде ти пак да се вратиш за миг на тие денови. Дали паметиш некоја интересна случка што ти останала во сеќавање? Средно школа. Па беше интересно, искрено јас сега би се вратил во средно школа. Јас 2 години учев во Битола средно школа, средно музичко, потоа се префрлив во Скопје.
па потоа и музичка академија завршив и меѓутоа, знаете како, сите тие денови ги носам во срце цел живот, затоа што јас пораснав со музика и знам кога бев во основно училиште му кажам на татко ми, викам обавезно сакам да одам во средно музичко училиште и буквално сакам да бидам звезда, сакам да бидам едноставно имам своја цел во животот и знаете како јас цел живот сонував да бидам на некој начин дел од таа гранд продукција која уште како дете ги следев тие аудиции и така натаму. На некој начин еден сон ми се оствари, буквално да пеам и со Лепа Брена дуети, и со Ана Бекута и со сите тие звезди. После тоа сега се надевам дека ќе дојде ден кога буквално ќе се оствари тој мој голем сон, ќе видиме да правам големи концерти. Се надевам. Така. Јас давам се од себе, верувајте, многу работам, некогаш дури претерувам, меѓутоа се надевам дека ќе се оствари и да се навратам уште еднаш. Значи, средното школо, буквално, можем да кажем дека повторно би се вратил, да знаете, сите нас не влече таа носталгија кон тие денови, Така. Ален, спомнавме нели звезда на гранд, тоа беше твој исполнет нели сон. Какво беше чувството да бидеш еве помеѓу тие звезди и од каде на пример се појави таа инспирација? Која беше твојата муза за да чекориш напред и напред? Знаете како, јас на многу интервјуа сум кажал дека бев многу упорен во Македонија, верувале или не, јас 9 или 10 пати се пријавував на нашите шоуа тука што беа во Македонија. На едно само од нив освоив на второ место, тоа беше како општина, како град Прилеп. Сите наши песни, мислам дека се викаше шоуто на македонската радиотелевизија. Меѓутоа, после тоа не направив никаков успех, тоа беше гледано колку беше, тоа било и поминало. Меѓутоа, многу ми беше жал што на другите шоуа ништо не направив, а знам дека бев талентиран. И знаеа тие во комисија таму што бев талентиран, меѓутоа нашата Македонија е таква, мора да излезеш од неа, па да направиш некој успех, па така е. За жал така, а не треба да биде така. Да. Некој кој не знае, јас не сакав да се пријавувам во Звезда Гранда, меѓутоа по иницијатива на мојот татко, буквално човекот ми рече, ајде уште еднаш, вика, пробај, па што сака нека биде. Затоа што и пред тоа бев на одмор во Грција и јас му кажав, викам, зошто ни го прекинуваш одморот кога знам, викам, дека нема пак ништо да направам. Разочаран од претходните ситуации. Ајде, вика, пробај уште еднаш, вика, ти можеш. Вика, ти си буквално роден за тоа, вика, јас те познавам. Пробавме буквално и се направи огромен бум. Нешто неочекувано, буквално. И Балканот. Баш така, со првиот настап кој ми го смени животот за 360 степени. Као моја мати, мислам дека по таа песна сите ме запамти и сите ќе ме памтат и сите ме знаат по таа песна, така да. Да, ти си нашата гордост, Ален. Ние стискаме палци за исполнување на твоите желби и знам дека ќе успееш. Дали се согласуваш? Дали се согласуваш сега да испееш нешто на нашите гледачи? Па може да биде као моја мати, баш. Ајде, може. Дојдовме веќе до неа. Ти никад неќеш бити као моја мати, што е била отцу мом, краљица, слушкиња све, ал никада по свом. Не вјеруjem ја у кипове, ни такве ко ти типове. Kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome.
ова беше се за денес. Ја ви посакувам убав остаток од денот и се гледаме повторно утре на исто место и време. Чао, чао од мене.